Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова Телма амбуланта. Што е жена, а што маж? Што го одредува полот? Дали жените може да имаат машки XY хромозоми, а мажите женски XX? Може ли да се промени полот? Дали полот е двоен или пак спектар? Разговараме со генетичарот професор доктор Тодор Арсов. Следува навистина актуелна тема, затоа останете на Телма. На училиште имаме научено дека жените секогаш имаат XX полови хромозоми, а мажите XY. Но дали присуството на XY хромозоми е доказ за машки пол или не? На оваа тема денес разговараме со професор доктор Тодор Арсов, генетичар, со кој што ќе разгледаме целата оваа тема од најразлични аспекти, прилично комплексна, која што стана и контроверзна по завршувањето на Олимписките игри во Париз. Добре ни дојдовте. Добар ден. Добро најдов, Марија. Благодарам на поканата уште еднаш. Ги поздравувам вашите гледачи денес, гледачите на Телма амбуланта и моите студенти од Факултетот за медицински науки во Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кои што не следат. Посебно сакам да поздравам двајца гледачи кои што знам дека не следат сега. Тоа се моите професори драги, професорката Костандина Корнети, професор по анатомија од Медицинскиот факултет во Скопје, и професорот Мирко Спировски, професор по имунологија и генетика од истиот факултет, денес пензионирани, но на мене ми биле мотивација и инспирација. Знаете, светот сме го наследиле од генерацијата пред нас и во биолошки, ама и во општествен смисол, а го оставаме на оние после нас. Па мислам дека она за што ќе зборуваме денес во известна смисла се допира и до оваа тема. Па професоре, што го одредува биолошкиот пол? Како една жена се раѓа како жена, а мажот како маж? Што е тоа што одредува во кој пол ќе бидат родени? Видете, мислам, бидејќи живееме во период во кој што овие теми се доста контроверзни и имаат добиено не само научно, туку и определено општествено и политичко значење, да кажем, и конотација. Мислам би било добро да почнеме со некоја дефиниција, например, за тоа што е полот. Значи, полот би бил сватен како биолошки пол, збир на биолошките карактеристики, и тука мислиме на определени физиолошки, анатомски, хромозомски, ендокрини, генетски и така натаму, кои што ги разликуваат двата пола, односно машкиот и женскиот пол. Веднаш се наметнува прашањето што е тогаш жена, а што е маж. Жена во еден општ контекст би ја дефинирала како припадник, човек, возрасен човек од женски пол, а мажот би бил возрасен човек од машки пол. Кога ќе кажеме возраст, сметаме некаде после постигнувањето на физичката зрелост, може би над 18 години, а она под 18 години би било девојче и момче, да речеме, соодветно. Сега што го определува полот? Полот го определуваат генетските фактори. Повторно во најтесна биолошка смисла на зборот. Половите хромозоми се тоа, кои што можеме да ги видиме на видеозидот? Ако можеме да ги видиме, да, тоа се хромозомите X и Y, и како што кажавте, може би не би рекле секогаш, но најчесто женскиот пол е определен со присуство на 2 X хромозоми, а машкиот пол со присуство на X и Y хромозом. Но дали е тоа секогаш така? Бидејќи еве сега можевме да слушнеме и поинакви верзии на генетските комбинации. Дали секогаш мажите се XY, а жените XX? Видите, не е секогаш така и да речеме во текот на емисијата ќе Хајде да започнеме редоследно. Вие ни дадовте неколку дефиниции и слики кои што ќе можете да ни ги појасните. Така. Значи, видите, за да почнеме редоследно, мислам дека треба да почнеме од почетокот. Така. А почетокот на нашата планета е пред околу 4 милиарди години, кога сметаме во науката дека настанал животот.
Иницијално видовите на нашата планета се размножувале на безполов начин, што значи една индивидуа произведувала потомство во вид на клонови од самата себе си. Пред околу 1 до 2 милиарди години на планетава еволуирало половото размножување, а со половото размножување еволуирале и двата пола. Значи полот во известна смисла еволутивно можеме да го сватиме како стратегија еволутивна на половото размножување. Човекот и нашата развојна еволутивна линија, ако одиме наназад, околу пола милиарда до 1 милиарда години се размножува само на полов начин, значи немало враќање назад кон безполово размножување или еднополово размножување, значи континуирано се размножуваме околу половина до 1 милиарда години. И од тука е и еволуцијата, да кажеме, на полот како стратегија на тоа размножување. И сега еве ако може онаа прва слика која што ја Така, можеме да ја видиме и на мониторот. Можеме да ја видиме на мониторот. Значи, на сликата лево е прикажана оваа тркалезна клетка во средината малце поголема, која што ја викаме јајце клетка, и околу неа се завртени поголем број на сперматозоиди. Животот почнува кога еден од тие сперматозоиди ќе навлезе во јајце клетката, ќе ја оплоди, и тоа е моментот на концепција. И од тој момент ембрионот има пол, бидејќи, иако што овие сперматозоиди изгледаат подеднакво, една половина од нив ќе носат X хромозом, другата половина ќе носат Y хромозом. И во зависност од играта на случајот, дали ќе продре X или Y хромозом во сперматозоид во јајце клетката, и полот понатаму ќе биде од тој пол, односно од тој кариотип XX или XY. Значи полот го одредува всушност таткото, ако добро ве разбирам. Па во известна смисла, да, машките полови клетки се тие кои што се различни. Половина се со X, половина со Y хромозом, сите јајце клетки се со X хромозом. Така што од тука почнува ембрионалниот развој. Во првите неколку недели, можеби тука и 6-7 недели, велиме ембрионот има потенцијал да се развие во двата пола. Во тој период, во зависност од тоа дали е XX или XY кариотипот, ќе почне со работа половата жлезда, значи кај жената јајникот ќе создава естрогени или кај мажот тестисот ќе создава тестостерон, и под дејство на оваа хормонален амбиент ќе се развие ембрионот понатаму кон машки или женски пол. Значи кога ќе дојде моментот на раѓање, овој ембрионалниот живот го имаме во средина со таа славниот цртеж на Леонардо да Винчи, кога ќе дојде моментот на раѓање, бебето имало пол веќе 9 месеци, значи и е резултат на 9-месечен сложен ембрионален развој. Ние при раѓање ништо не задаваме, така што оваа нова, да кажам, некоја концепција на пол зададен или доделен при раѓање е во известна смисла проблематична, бидејќи полот само се забележува и се регистрира при раѓањето од страна на здравствените работници, но тој е доделен, да кажем, или определен уште во моментот на концепција, зборуваме за биолошкиот пол. Во природата сите животни се двополови, односно секаде има машки и женски пол, со исклучок на тие што споменавте, што се едноклеточни можеби организми што се размножуваат на кој начин. Видете, има се уште организми кои што и од повеќе клеточните, повисоките организми кои што може да се размножуваат на и се размножуваат на еднополов начин, практично со партеногенеза, и за тоа можеме да поминеме, да речам сега на вториот слајд. На вториот слајд можеме да видиме дека имаме лево во по-гро план јајце клетка, а десно повеќе сперматозоиди и еден малку првиот телоп само на режија да им соопштам, така. Добро, втората слика да кажеме. Знаете, во таа еволутивна стратегија на двата пола, всушност полот е организиран околу тоа дали создава јајце клетки или сперматозоиди. Значи постојат два вида на гамети. Гаметите, половите клетки, за да се најдат, мора да има определена стратегија и определена разлика. Стратегијата кај сите организми што се размножуваат на полов начин е што едната гамета
која што ја викаме женска гамета или јајцеклетка, е вообичаено многу поголема, кај човекот конкретно. Тоа е најголемата клетка во човечкото тело и таа е, велиме, сесилна, односно релативно неподвижна. Единките кои што произведуваат јајцеклетки се од женски пол. Другиот вид на гамети се машките гамети или сперматозоидите. Тие се најмалите клетки во човечкиот организам. Тие се всушност соголени од целата клеточна машинерија, имаат јадро и опашка со која што се движат. Тие се подвижни и тие се тие кои што се во потрага по јајцеклетката, дури го напуштаат телото на мажот кој што ги произведува и навлегуваат во телото на жена за да ја најдат женската полова клетка и да ја оплодат. И на овој начин всушност функционираат двата вида на гамети. Велиме дека во половото размножување постои анизогамија. Гаметите не се еднакви. Има две гамети. И од тука се раѓа бинарноста на полот како биолошки феномен. Има две гамети, има два пола. За полот, да речеме, да биде спектар, би требало да имаме преодни форми помеѓу овие две гамети. Такви немаме. За да има трет пол, би требало да има некаква трета гамета, трет вид на полова клетка, каква што исто така нема. Значи, полот е, ако сакате, дефиниран преку тоа какви гамети единката создава или ќе создава или би имала потенцијал да создава. Ако се тоа јајцеклетки, тогаш тоа би бил женски пол. Ако се тоа сперматозоиди, тоа би бил машки пол. Тоа го гледаме и на ова слика, да речеме број 3, од каде што, да кажам, почнува овој слайд кој што ќе го гледаме подолго време денес. Значи, полот го дефинираме преку половите клетки, преку тоа дали е телото организирано околу производство на јајцеклетки или на сперматозоиди. Сега се разбира, ме прашувате за хромозомите, ако погледнеме на слайдот 4, тие го определуваат полот. Значи, тие доаѓаат пред полот. XX, ако станува збор најчесто за женски пол, XY ако станува збор за машки пол. Меѓутоа, системот кој го определува полот не е пол. Значи, XX не можеме да кажеме дека го дефинира женскиот пол, ниту XY дека го дефинира машкиот пол. И ако поминеме на следниот телоп, одиме на следно, значи на број. следно, че веќе споменавте дека XX не секогаш определува женски пол, а XY не определува машки пол. Но тоа е тоа што сме го учеле до сега. Најчесто, значи во најголем број на случаите Одиме со следното. Со определени исклучоци, најчесто е така. Сега видите повторно, ако ги погледнеме работите во еволутивен контекст, значи, не е само оваа хромозомска дихотомија, да кажеме, полопределувачки систем. Тоа е, например, кај цицачите. Меѓутоа, ако погледнеме кај други видови во природата, има сосема друг начин на кој што се определува полот. Да кажеме, еден од феноменалните или фасцинантните е, например, кај гуштерите. Кај гуштерите, дали ќе се развие машки или женски пол, зависи од температурата на која што се инкубираат ембрионите. Ако се инкубираат на малку повисока температура, мислам дека е машки, ако е на пониска женски или обратно сега. Мислам дека кај жабите имаше еден сличен пример. Така што да кажеме, таму системот кој што го определува полот е всушност амбиенталната температура. Значи надворешни фактори влијаат. Или, например, уште пофеноменален е примерот со пчелите. Например, кај пчелите, машките единки се развиваат без сперматозоид, само од јајцеклетката на мајката, додека ако се оплодат јајцеклетките, тогаш се развиваат женските единки. Таа женска единка што ќе ја ранат со млеч, само таа ќе стане матица, кралица и ќе може да има репродукција, другите стануваат работнички. Така да во природата има многу начини на кои што полот се определува, ама има секогаш два биолошки пола. Сега, бидејќи зборуваме за хромозомите, еве да се подсетиме малце на ова слика број 5 и 6, да кажеме, гледаме
кариотип со 2 X хромозома и десно 6 кариотип со 1 X, 1 Y хромозом. Типично XX кариотипот определува женски пол, типично XY кариотипот определува машки пол. Но ако го гледаме само кариотипот, ние не можеме да кажеме со сигурност каква е работата, бидејќи има од ова правило и исклучоци. По некој пат полот може да биде определен и на поинаков начин кај самиот човек. И сега само нешто... Ќе проговориме и за тоа малку подетално. Има уште нешто да додадете или да преминеме на следната? Овдека би можеле само да кажеме дека веројатно и гледачите кога гледаат, изгледа како жените да имаат речиси еден цел хромозом повеќе, X, затоа што тој е многу поголем отколку овој мал Y хромозом. Да, вела дека Y хромозомот се повеќе и повеќе се намалува и дека можеби ќе исчезне. Па видете... И сега се постава прашањето што ќе биде со иднината на човештвото, што ќе биде со мажите во иднина. Мажите ќе бидат тук, тоа е сосема сигурно, но како ќе се определува полот во некоја еволутивна иднина, ќе видиме. Инаку тоа е големата теорија на професорката Джени Грейвс, која што сум имал можност да ја запознам, таа во времето во кое што ја работев докторската дисертација во Австралискиот национален универзитет, работеше таму, инаку поголемиот дел од кариерата е помеѓу Австралиски национален универзитет и универзитетот Ла Троб во Австралија, која што е извонреден изучувач на половите хромозоми еволутивно и нејзин ученик е Ендрю Синклер, кој што го открива детерминирачкиот ген за пол кај луѓето понатаму во Мелбурн. Нејзината голема теорија е дека Y хромозомот еволутивно се намалува. Дека X хромозомот помалку му откраднува делови и дека веројатно во некоја точка во иднината SRY генот, кој што го е главниот пол определувачки ген, ќе зборуваме за тоа малку понатаму, ќе прескокне на некој од другите хромозоми и тој хромозом ќе стане потенцијално определувач на полот како што е денес Y хромозомот. Само да кажеме дека кај некои видови, например птици, кои што кај што полот е детерминиран на овој начин, ситуацијата е обратна. Женските индивидуи имаат два различни хромозоми, а машките имаат два исти хромозоми. А само ако може за секунда да се вратиме назад на претходниот телоп, и да го доразјасниме ова каде што изгледа како да жената има еден цел хромозом повеќе, а мажот еден мал Y хромозом. Всушност тоа е така ако ја гледаме само анатомијата на хромозомите, меѓутоа функционално кај жените кои имаат два големи X хромозоми работи во секоја клетка само едниот од двата X хромозома, а вториот речиси целосно, не сосема, но најголемиот дел се инактивира. И тоа го гледаме како таа анализа, ако некој од гледачите слушнали или можеби ја правеле, барово телце се гледа како потемна точка и тој не работи. Во половина од клетките е инактивиран тој X хромозом што е наследен од мајката, во околу половина од клетките тој што е инактивиран од таткото. Така да во функционална смисла и жената всушност има еден X и плюс уште малце од деловите на вториот што не се инактивирани. И тоа го гледаме... И вела дека тие хромозоми носат одредени гени, така? И нешто беше поврзано со подмладувањето, вела доколку успеат некако генетичарите да го активираат тој ген што е неактивен, дека ќе бидат решени многу проблеми со здравието. Не знам за тоа, малку ми звучи оптимистично, меѓутоа она што сакав да го кажам како пластичен пример на ова инактивација на X хромозомот кај женскиот пол од цицачите е, например, кај мачките. Вие знаете, јас сум вака обожувач на тој вид и живеам со еден мачар. Значи, кога ќе видиме мачка која што има и портокалово и црно во своето крзно, знаеме дека е од женски пол, затоа што мора да има два X хромозома, од кои што едниот определува црна, другиот портокалова боја. Па во делот од телото каде што е инактивиран црниот, условно кажано, X хромозом ќе свети портокаловата боја, а таму каде што е инактивиран X хромозомот со портокаловата боја, да кажеме, ќе свети црната боја и тоа го покажува, ја покажува оваа мозаична, да кажеме, ситуација кај женска мачка која што е хетерозигот, калико мачка, да кажеме, со двете бои. Значи тоа е важно да се разбере, бидејќи од тука понатаму произлегува зошто природата толерира бројни промени кај половите хромозоми, многу повеќе
отколку кај другите хромозоми. Значи хромозомите се 46, 23 пара, првите 22 пара се автозомни, тие немаат многу врска со полот, последниот пар го определува полот. Кај првите 22 пара природата не дозволува промена во бројот. Ние знаеме само за Даунов синдром, каде што наместо 2 има 3 21 хромозоми. Тоа е единственото нешто што е компатибилно со возрасен живот. Се друго, секоја друга велиме анеуплоидија, неточен број на хромозоми, завршува со ран губиток на бременоста. Кај половите хромозоми не е така, ама точно заради ова, затоа што природата веќе треба да компензира во известна смисла за различната доза гени кои што ги имаат мажите и жените. Одиме сега на Одиме на следното. следниот. Така, одиме понатаму со... Сега станува... Ајде. Да, повелете. Не ве прекинувам, Не, повелете. ако имавте... Одиме понатаму со тоа каде станува, да речем, интересното и каде малку се замешува, да речем, и во овие обштествени и разни други работи, каде излегува, може би, работата малку надвор од биолошкиот контекст. Значи, ние зборувавме за тоа што во биолошка смисла, ако ја гледаме оваа слика број 9, што во биолошка смисла го определува машкиот и женскиот пол, значи или единката има репродуктивен систем кој што е организиран околу создавање на јајцеклетки или сперматозоиди. А тоа пак е определено, тоа дали хромозомскиот комплемент е XX или XY најчесто. Третото ниво е всушност половите карактеристики. Како полот се манифестира. Од време на пубертетот. Така? Па и пред пубертетот ние и се раѓаме со примарните, да речеме, полови органи, кои што се исто така во, да речеме, во известна смисла во тој домен. Така да секундарните полови карактеристики би биле тука, да речеме, пред се, и тоа се нешта кои што се сврзани со како изгледаме, со нашата физиологија, со нештата од околу однесувањето. Така што, ако на ниво на пол зборуваме за бинарен систем, полот е бинарен, има два пола, кога зборуваме за овие нешта, на ова третото ниво, да кажеме каде што е и родот, тогаш секако зборуваме за спектар. Да појасниме само што е род. Значи, тоа е една поинаква категорија, родов идентитет велат, односно кога личното чувство за полот не кореспондира со полот во кој што личноста е родена. Тоа би била дефиниција на трансгендер, кога не кореспондира. Најчесто кореспондира и сите ние имаме родов идентитет. Значи, како го доживуваме психолошки сопствениот пол. Значи, тоа е психосоцијален конструкт, да кажеме, кој што тука е, да речеме, горлива дебата во кој степен е родот како психосоцијална категорија поврзан и детерминиран од биолошкиот пол или сосема, да речем, некаква независна феноменологија, но е секако различно од полот и најголемиот дел, денес еви од легалните документи, ги разликуваат тие две работи, најголемиот дел од медицинските, да речеме, организации, исто така. Значи, полот се однесува на нешто што се биолошки карактеристики, родот се однесува повеќе на доживувањето на психологијата, да кажем, на индивидуалното доживување на сопствениот пол. Меѓутоа, и во она што се биолошки манифестации на полот, во ова трето ниво, да кажеме, полови одлики, има спектар. Сега, најчесто, ако ги погледнеме вака по вертикала, како што сум ги поставил, 2X хромозома одговараат на индивидуа од женски пол која што ќе создава јајцеклетки и тоа се манифестира со особа која што е од женски пол според изгледот и однесувањето. Рековме, полот е бинарен, во овој дел на полови карактеристики има спектар. Значи, една жена може да има малку поголеми или повеќе облини или помалку облини, може да е посилна или помалку силна, може би да е трансгендер, да го доживува поинаку полот, да кажеме, така. половиот идентитет да е друг, може да е со исто полова привлечност, да кажеме. Значи, сите тие нешта спаѓаат во оваа трета зона манифестации на полот. Тоа е софтверот на полот во известна смисла. И истото важи за мажите. Значи, најчесто машкиот пол е детерминиран од XY кариотипот, што организира индивидуа со репродуктивен систем кој што создава сперматозоиди и единка која што изгледа вака како што изгледа маж. Пак и во тоа има определен спектар. Мажот може да е посилен, може да е помалку силен, може да е
повлакнест, да кажем, маж, помалку влакнест. Може да го доживува психолошки полот како машки или поинаку, значи може да е трансродов маж, може да е со истополова привлечност и така натаму. Значи сето тоа во тој домен е спектар. Нешто што во овој трет сегмент не се препоклопува помеѓу мажите и жените, и повторно сега ова не е без исклучок, е нивото на тестостерон. Обично тие нивоа се прилично различни кај мажите и кај жените. И ова го кажувам бидејќи видете диагностички тест медицински за пол би било многу сложено да се направи, затоа што ситуацијата е повеќе димензионална. Меѓутоа, ние секако мораме на крајот на криштата да некаков редукција на сето тоа направиме, на комплексноста, и најчесто кога зборуваме за утврдување на полот, надвор од изгледот, половите хормони. Се прави кариотип или се мерат половите хормони, односно значи кариотип е всушност генетски тест. Така се утврдуваат половите хромозоми, така? Да. XY или XX се барат комбинациите кои што може да бидат и поинакви, ќе покажеме во текот на емисијата, и нивото на тестостерон. Нивото на тестостеронот зависи директно од Y хромозомот. Затоа што мажите и жените имаат тестостерон, но жените имаат многу помалку во однос на мажите. Од друга страна и мажите имаат различно ниво на тестостерон. Така, некои се посилни, покрити, други се послаби. Дека е спектар, така тие се манифестациите на полот кои што спаѓаат во определен спектар. Точно и жените произведуваат известно ниво на тестостерон, меѓутоа машкото ниво на тестостерон, на што го определува, да кажеме, биолошки машкиот пол во ембрионалниот развој, е само со продукција од тестисите, а тоа пак е поврзано со присуство на Y хромозомот или на SRY генот, тоа е генот на Y хромозомот, кој што е најодговорен за развојот на тестисите, односно на... Како влијае тестостеронот за време на пубертетот во развојот на телото? Дали некои што, да речеме жени кои што имаат повисоко ниво на тестостерон, ќе бидат ли посилни во споредба со останатите? Не знам дека има за тоа некоја, мислам, физиолошки би било за очекување. Да речеме мажите имаат посилна мускулатура, покрупни се. Сигурно, мислам, тоа можеме да го знаеме од дихотомијата која што постои помеѓу мажите и жените, дека машкиот пубертет е сврзан со многу високи нивоа на тестостерон, многу повисоки отколку кај жените, и тоа нешто определува не само поголема мускулна маса, туку и многу поголем габарит, да кажем, или многу поголем габарит на телото, поголеми коски, поголеми бели дробови, поголем дишен капацитет, поголемо срце, поголемо испумпен волумен на срцето. Спектар е, се разбира дека има определено препоклопување во тој сегмент, меѓутоа во главно, да речеме на суператлетско ниво, не би имало, ми се чини значајно, препоклопување во физичките способности на некој што поминал низ пубертет со тестостерон и некој што поминал со машки нивоа на тестостерон и некој што поминал низ пубертет со значително пониски вредности, да кажеме, конзистентни со женскиот пол. Така, одиме сега понатаму. Одиме понатаму. Да, на следната веќе 10. Така, на следната слика. Сега кај сликата 10, вие сакате се вратите назад во интерес на времето, ќе треба да побрзаме, значи може, одете тогаш напред. Тогаш одиме на следното. Одиме на следното. Така, одиме на следното, тоа е всушност комбинацијата на... Да. Ова мислам дека ќе биде најинтересно за гледачите. Еве да се појасни што е точно ова, односно какви се хромозомски комбинации може да имаат мажите и жените. Да. Значи, ние рековме дека кај жената работи само едниот X хромозом, најголемиот дел е инактивиран, кај мажот втори X хромозом и нема тој овој мал Y хромозом кој што само го определува, да кажам, најчесто машкиот пол. Сега двата погледа и тоа каде се кршат копијата во однос на врската помеѓу кариотипот и полот, се овие два погледа на слайдот 13 и слайдот 14. Сега не знам зашто го нема 12.
таква некоја комбинација е направена. Значи, ова е погледот на бинарноста на полот, кој што кажува дека полот е како кога вртиме паричка. Или ќе падне на петка или на глава, или ќе биде машко или женско. Или ќе оплоди X сперматозоид или Y сперматозоид. И тоа се овие двата крајни случаи, вообичаена жена XX и вообичаен маж XY. Сега, пропонентите на ова идеја дека полот биолошки е спектар, тие го врзуваат дефинирањето на полот со кариотипот и велат да, ама има секакви вакви други кариотипски комбинации помеѓу, например 3X хромозома, жена, Значи, жена може да биде XXX, XY, така? Така. Значи, третата од лево, например, би била XY жена, ќе зборуваме малце повеќе понатаму. Четвртиот случај би било исто така, може жената да има само еден X хромозом, тоа е Тарнеров синдром, и сега понатаму се овие машките фенотипи, да кажеме Клинефелтеров синдром, каде што наместо XY има XXY, Јакобсов синдром со 2Y хромозоми и на крајот да речеме вообичаениот маж XY. И велат дека е паричката 50-50. Пропонентите на спектарот велат да, ама видете на колку многу начини може полот да се дефинира и не е бинарен системот, туку е спектар. Овие кои што ја бранат, да кажеме, бинарноста, поврзана со дефиницијата на полот преку половите клетки, преку гаметите, велат точно е дека кога фрламе паричка, паричката во околу 50% од случаите ќе падне на петка или на глава, ама во 1 на 5 до 6.000 фрлање ќе падне на страната. На работ ќе застане. Тоа се овие, да кажем, ситуации каде што полот е дефиниран на поинаков начин и тие обично спаѓаат во групата на определени отстапувања. Тие се многу ретки. Сега, да кажеме, овие вистински реверзии XX маж XY жена се еден на повеќе илјади, колку што и частотата всушност на паричката да падне вака. И знаете, ако паричката падне на страната, тоа не негира реалноста дека паричката има петка и глава. Ме разбирате? Значи, ова се исклучоците каде што ембрионот наоѓа начин да организира пол околу поинаков кариотип, но тоа не е дел од нештото што го сметаме за вообичаено или предоминантна појава. И ако може да одиме понатаму. Само јас би имала едно прашање тука да ви поставам. Некое лице што е родено, да речеме жена, има XY хромозоми. Дали ќе се развие најнормално во жена и значи родена е како жена, родена е во тој пол, но има XY хромозоми. Дали најнормално ќе се развие како жена или пак има некакви отстапки во тој развој, бидејќи носи хромозомска комбинација на спротивниот пол? Кога ние зборуваме за XY, да кажеме... Бидејќи ми мажи кои што се нели XX, тоа прашање ќе важи и за нив. Да, и истиот е одговорот и за таа ситуација, е дека зависи точно за каков вид на реверзија, да кажам, на кариотипот станува збор, бидејќи ние кога зборуваме за хромозомите и хромозомското ниво на определување на полот, зборуваме за покрупно ниво. Инаку во тие хромозоми има секако гени кои што нешто работат. И сега во зависност од тоа што точно не работи, има на некои од наредните слайдови. Така можеме да преминеме Можеме да преминеме понатаму. Ќе биде одговорот на ова прашање. Можеме, значи, да продолжиме понатаму, за да го добиеме одговорот на прашањето. Ова ве прашувам бидејќи во Хрватска имаше пример за жена која што има XY хромозоми, а најнормално има родено деца. Така што би сакали тоа малку да се разјасни. Дали ќе бидат нормално полово функционални, односно репродуктивни, или пак ќе имаат проблем со стерилитет? Сега видите, кај ова XY жена, всушност, иако што има Y хромозом, иако што би се создавал, да речам, тестостерон, не работи антената за која што тестостеронот треба да се фати. И заради тоа и покрај тоа што има тестостерон, полот се развива како женски. Да речам, тоа е едната варијанта. А другата варијанта е, например, иако што има Y хромозом, во Y хромозомот SRY генот не работи.
Значи има уште еден ген кој што е тука, SRY. Повеќе гени се знаеме за 20 и повеќе гени денес кои што се вклучени во одредувањето на полот и кои што играат улога во овие многу ретки, еден на 20, 50, 80 илјади луѓе, значи каде што има реверзија помеѓу кариотипот и полот, значи најчесто се работи сега за моногенска болест, болест која што засегнува или состојба еве да кажеме, која што засегнува еден ген. Значи во случајот на XY жена двете најчесто има многу, тоа е многу долг список да кажам, меѓутоа да речеме двете покрупни категории се каде што има Y хромозом, но SRY генот не работи или има грешка во рецепторот кој што во антената која што треба да го врзе тестостеронот за тој да може да го покаже својот ефект. Овие, например, особено ова андрогена инсензитивност кај што антената не работи, во зависност од тоа колку не работи, полот ќе биде или речиси сосема женски или ќе има спектар со дури амбигвитетни гениталии надворешни по некој пат, тоа што порано сме го викале да кажеме хермафродитизам, па дури и сосема до машки пол ако има само мало намалување на активноста на антената да кажеме. Така и значи сега од 2006 година да кажеме од чикашкиот консензус навака тие ги викаме нарушување на развојот на полот. Низ последниве 16 години тоа еволуираше во разлики во развојот на полот. Значи тоа е една група да кажеме на болести во кои што се во овие XY со женски фенотип. Како може жена XY, како во случајот со хрватското семејство и неодамно опишан уште еден случај од Австралија, Пол Джеймс од болницата во Мелбурн, значи можно е воколку постои мозаицизам или химеризам. Што тоа значи? Сега ние имаме тенденција да мислиме дека, знаете, ние кога го определуваме било што генетски, кога го определуваме, вклучително и кариотипот, најчесто земаме крв. И ја правиме генетската анализа во крвта. Тоа најчесто кореспондира со целото тело. Ама не мора да значи. Значи може да постои мозаицизам, значи само на одреден дел од телото. Анализата во крвта кажува едно, а во некој друг дел од телото може да е нешто друго. Интересното кај хрватскиот случај, значи има и други неколку случаи каде што има мозаицизам XXXY да кажеме, два вида на клетки во телото кои што изнеле бременост до крај, меѓутоа овде е интересно дека предоминантно е XY бил кариотипот, дури гледано и во јајниците. Тоа е некако и во овој случај, или може би ги мешам двата и во овој вториот случај што го кажувам, тој беше неодамна во Scientific American и после препубликуван во Nature, мислам, каде што веројатно се работи сега за друга ситуација, тоа е каде што единката е всушност фузија од два ембриона. Едниот ембрион бил, да речеме, машки, другиот женски, и некаде во текот на ембриогенезата се споиле и сега таа индивидуа има од двете индивидуи, да кажеме, кариотип и меѓу другото развиен, да кажеме, генитален систем кој што овозможил да се случи дури и бременост. Значи, овие реверзии или неподударности помеѓу кариотипот и полот, тие постојат, тие се многу ретки, еве по некој пат дури како медицински куриозитети, каде што дури може и репродуктивната функција да се исполни, меѓутоа тоа се многу ретки, да кажем, исклучоци. Сега другата ситуација е, да кажеме, ова трансгендер ситуација, каде што е и, да речеме, хируршки зафат направен, каде што, да кажеме, ако е тоа трансгендер жена, биолошки маж, XY кариотип, може би, нели, со определени хируршки интервенции, хормонски терапии, дека се доведува телото во вид, да речеме, женски, меѓутоа кариотипот останува XY, тоа не можеме да го промениме, тоа би било уште една ситуација каде што има XY кариотип кај жена. Ние овие помеѓу себе не можеме секој пат многу лесно да ги, нели, не би било можно да се разликуваат, така? И само уште да докажеме за XX
мажот, тоа би била ситуација каде што ова што зборуваме со еволуцијата, дека SRY генот ќе прескокне од Y хромозомот на некој од другите хромозоми и во 80% од случаите за тоа станува збор. SRY генот прескокнал на X хромозомот и покрај тоа што има 2X хромозома кај тој маж, всушност на едниот X хромозом има SRY ген кој што го определува полот. Во другите 20% не е сосема јасно. Има некои поединечни гени во моментот и некои што не знаеме точно на кој начин е организиран машкиот пол кај таа индивидуа. Најчесто е неамбигвитетно анатомски машки се гениталиите, може да постои определен амбигвитет исто така, кај можеби 15% од XX мажите, но фертилитетот е најчесто засегнат или и неможен кај најголемиот број од овие ситуации каде што полот не е определен на типичниот начин. Ние имаме можност денес да помагаме со инвитро технологии и така натаму. Има можност по некој пат и за спонтана репродукција, но тоа би била повеќе исклучоци, да кажем. Сега утврдувањето на половите хромозоми, како и нивото на тестостеронот, односно проблемот со целата оваа ситуација најдобро се илустрира со женскиот спорт. Се поставува прашањето кој може да учествува во женските спортови. Дали жена со XY хромозоми, родена како жена, е на вистина жена, дали некој маж кој што поминал низ транзиција, кој што прима женски хормони, може да се вклучи во женските спортски надпревари и слично. Тука ми се чини доаѓа до израз најголемиот проблем. Да, Марија, знаете, ова прашање да го поставиме поинаку би било да прашаме дали е, да речеме, фер во една трка велосипедска да учествува некој кој што ќе се надпреварува со мотор, така? Несомнено е дека на атлетско ниво на тело, дека машкиот пубертет, тој со високи нивоа на тестостерон, дава определена предност, може би 30 и повеќе проценти, за овие спортови кои што се базирани на физичка сила, да кажеме, бокс, дигање тегови и така натаму, тоа се горливите, да кажеме, категории и проблеми. Сега, и меѓу спортските организации, колку што читаме, не постои јасен консензус околу овие работи. Некои спроведуваат определени тестови, да кажеме, за пол, други се водат според она што е запишано во личните документи, да кажеме, во пасошот. Мислам дека прашањето на дискриминација е во двете насоки. Мислам, ние веројатно подеднакво би дискриминирале ако, да кажем, има некое чаршав правило дека определени категории со разлики во развојот на полот или трансгендер и така натаму не можат да се надпреваруваат. Меѓутоа и обратното е исто така проблематично, бидејќи ако е чаршав правилото дека може, тогаш вистина се доведува во прашање, се загрозува женскиот спорт, особено во овие категории. Затоа постојат организации на планетава кои што се прилично вокални во моментот дека женскиот спорт, каде што е во прашање сила, е загрозен до исчезнување потенцијално и има многу примери што ги да речеме читаме низ литературата, олимпијадата, нејасни работи, несогласување помеѓу разни спортски организации, но не само олимпијадата и на други национални и интернационални надпревари, ова е проблем, така што кое е точно решението на овој проблем, да речем јас не сум сигурен, но тоа нешто што можам да го кажам е дека зборот дискриминација има добиено многу негативен контекст, да кажам, во употребата. Ние дискриминација значи разликување. Ние разликуваме постојано, така функционира, да кажам, човечкиот ум, разликуваме бои, разликуваме големини, пол, нели? И во медицината особено, мислам, таа е базирана на тоа да ние
поред определени лабораториски или визуализирачки техники, прегледи и така натаму, дискриминираме помеѓу тоа што е вообичаено кај најголемиот дел од популацијата, што го сметаме нема болест, и каде е отстапувањето каде што има болест. Значи, многу од отстапувањата кои што ги нарекуваме болест или малку понагалено, состојба, отстапување и така натаму, исто така подложат на определена дискриминација. Да кажеме, човек со определени болести не може да биде пилот. Или, знаете, некој што има епилепсија не може да вози кола додека не задоволи определени критериуми, дека е во подолготрајна ремисија без лекови и така натаму. Така што ова, да кажеме, овој глас кој што зборува кон некаква контрола и оневозможување, да кажам, на ова нефер, на некој начин, нефер надпревар. Зашто видите, женската категорија спортови е развиена со цел да се спортот да е фер, да се оневозможи нефер предноста која што ја дава тестостеронот. Таа е затоа измислена женската категорија. Сега ова што го правиме или што се случува е малку дискутабилно и очигледно проблематично, односно предмет на голема дебата. Значи, ние, например, сега некои од тие спортски организации, колку што читаме, например, велат ама ако е намален тестостерон од година или не знам колку време претходно со определени медикаменти, зема естрогени, лицето и така натаму, дека меѓутоа, знаете, ние не сум сигурен дека на тој начин можеме да ги промениме оние другите карактеристики, поголеми бели дробови, поголем дишен волумен, поголемо срце, така. Сега вистина е дека, да кажам, борците за човековите права, кои што ова право за учество во спортски надпревар, да речем, на лица кои што, или се трансродови, или имаат некоја разлика во развојот на полот и така натаму, кариотип што да кажам, е поинаков, тие ќе кажа дека и во машката, и вие рековте преска, има спектар. Има спектар, меѓутоа општествениот договор е дека ние од тој спектар, дефиниран, да кажеме, како биолошки маж или биолошка жена, сакаме во надпреварот да го најдеме најдобриот во фер околности. Инаку, мислам, ако продолжиме да ги расцепуваме сите тие категории, би требало да се надпреваруваме самите со себе и нели на секој да добиеме медала на крајот од... Да излеземе победници на крајот, секој од нас. Професор, ви благодарам многу за денешното гостување. Остана бројни работи неразјаснети, ова навистина многу широка тема, многу комплексна. Може да се зборува за уште многу работи, но ете, ќе остане простор и во некоја друга емисија да се појаснат одредени работи кои што се поврзани со сето ова. Благодарам, Мари, уште еднаш само да завршам, да го додадам малку и општествениот контекст на сето ова. Значи, знаете, на крајот на криштата ние за ова што зборуваме е некаде во подножието. Инаку општеството не е направено ниту од хромозоми, ниту од тестостерон, туку е направено од нешто кое што не прави да разбереме дека сме дел од заедница и дека моите права и желби мора да бидат ставени во контекст на интересите и приоритетите на општеството. И мислам дека ако како индивидуи тоа не го разбереме, не се подсетиме, училиштата не продолжат да подучуваат така, тогаш мислам дека човечкото општество е загрозено. Мислам, нашиот опстанок како вид е загрозен ако се моите, знаете, индивидуалните права неограничени. Тогаш мислам дека се поставуваат многу општествени проблеми. Да, ова бара една широка дискусија која што најверојатно ќе направиме во Телма амбуланта и ќе ве поканиме да бидете наш гостин. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.